Почитувани гледачи, како што ви напоменав на самиот почеток од нашата денешна емисија, имаме навистина интересни гости во нашето студио. Станува збор за Ивана Чолакова. Здраво, Маја. И за Мануел Торес. Hello, how are you? Hello, Manu. We're calling you here among us Macedonians, Batemane. Batemane. Manjunen. Ивана, ви благодарам што дојдовте денеска во нашето студио. Имаме навистина една интересна тема за разговор. Имено ти си нашиот македонски амбасадор, односно првата македонка која што го поминува светот патувајќи на мотор, заедно со Ману. Точно. Па, накратко за нашите гледачи, да ни раскажеш како дојдовте заедно двајцата до оваа идеја, да го пропатувате светот, да бидеш наш македонски амбасадор, патувајќи на мотор. Да, значи јас сум Ивана Чолаковска од Македонија, од Скопје поточно. И заедно со Мануел е од Шпанија, од Севиља. Заедно започнавме ова патување пред 3 години и речиси 4 месеци. Значи, патувањето започна сосема случајно и двајцата имавме од секогаш голема желба за патување, за да го дознаеме светот, да видиме различни култури, традиции, како луѓето живеат и како е во други земји. Така да пред 3 години и 4 месеци го започнавме ова патување, до сега поминавме 41 земја. Канада е 41-та земја? Да, Канада е 40. Го представувате проектот Around Gaia? Да, нашиот проект е познат под името Around Gaia, каде што постојано, значи имаме една Facebook страна и веб страна каде што постојано објавуваме фотографии, видеа и кратки записи од нашето искуство и од патувањето. Така. 41 земја да се помине на мотор, навистина, барем за нас, тие кои што не го правиме тоа, е возбудливо, интересно, една авантура која што не секој би можел да ја доживее. Да, значи, кога ќе ги изговорам 41 земја, звучи малку или звучи брзо се изговараат, меѓутоа не е така. Не е едноставно. Не е едноставно кога ги возиш и кога патуваш секојдневно. Значи, за овие 3 години и 4 месеци имавме многу различни искуства, запознавме премногу луѓе, преубави места видовме, имавме тешки и убави моменти, значи не е едноставно, поминавме низ се. Македонската публика, посебно во Македонија, навистина те знае, затоа што си секогаш препознатлива на нашите македонски веб портали, затоа што пишувате како за Македонија, така и за различни светски списанија кои што, нели, пишуваат за авантури, за мотори и патешествија низ светот. Точно, значи од самиот почеток сме актуелни во медиумите во Македонија, како во Македонија, така и надвор. Значи постојано, не знам, 5-6 пати во месецот постојано излегуваат текстови од нашето патување во различни списанија. Значи како во Македонија, така и надвор. Постојано, значи се трудам да ја представам Македонија во најдобро светло секаде. Значи постојано кога пишуваме во списанија што се во Америка, во Канада или во Шпанија, Европа, значи во Шпанија, Италија, Франција, значи постојано е напишано името на нашата земја од каде потекнувам. Исто така организираме презентации во врска со нашето патување и секој пат на тие презентации се трудам исто така да го покажам знаменцето, да кажам од каде потекнувам и да им објаснам на луѓето каде се наоѓа Македонија и кратка приказна за тоа како ние живееме таму. Бевме сведоци на еден навистина убав и прекрасен настан. Да, за тоа би сакала да се заблагодарам многу на македонската заедница и на црквата Свети Илија во Мисисага. Значи, да, минатата недела имавме една презентација каде што се собра голем дел од македонската заедница тука во Торонто и поминавме прекрасно, значи голема благодарност исто така до Зоран и до тебе, Маја, за организацијата. Беше преубаво, значи се чувствував, за момент се чувствував како да сум дома, а сепак многу далеко од дома. Тоа е и целта тука. Навистина премногу среќна. Сите оние кои што, нели, се македонци или по потекло македонци, токму така нашата македонска заедница постои тука за да се помогне и да се афирмира се она што навистина го представува нашето македонско. Така, токму тоа си ти и твојот сопруг Ману. Batemane, how is in Macedonia? I've heard that you've been many times. Yeah, for sure, 4 or 5 times I've been there. Yes. Yes. How do you like Macedonian culture? I would like it. The people is very friendly. I don't know, very open mind and
his friend. Mostly I pass some time with her friend, her circle of people. She lives in the center in Skopje, and I like very much. Yes. And you like the food? I like the food, her mother cooking, yes, good. Here we receive a present of Ivar, and Manu is every day eating a lot Ivar. She's making me. It was, for me at least, when I was talking with both of you, very unusual and interesting experience when you met the Macedonian ascendants of the Alexander the Great. Yes. Maybe we can talk on Macedonian and then Manu can tell us something in English. Да, значи имавме едно интересно искуство за време на патувањето во Таџикистан. Значи е една област околу селото Кораб, така се вика. Значи додека патувавме таму, кога се представував дека сум од Македонија, луѓето ми објаснува бидејќи тие зборуваат на руски, па така да можевме малку да се разбереме подобро. И тие ми објаснуваа дека тие се потомци од Александар Македонски. Добро, тие го викаат Скендер Македонски. Имам видеозапис каде што тие ми објаснуваат. Така, ќе можете да го видите многу брзо, додека веројатно зборуваме во момент. Ти говори Скендер Македонски Памирец, а? Памир. Происхождение у нас вот с этого, Скандер Македонский. Ти македонец. Македонец, мы тоже, у нас происхождение тоже македонцы. Тие ми објаснија дека Александар Македонски, кога освојувал, поминувал низ тие планински предели и оставил неколку поколенија, така да тие се малку поразлични луѓе, мислам поразлични. Поразлични од околината која да, што значи живее. таџикистанците се потемни, поцрни, додека па во таа област каде што се поколенија од Александар Македонски, тие се смеги, светли со светлотен. Да. Сини очи? Да, многу може да се забележат со сини очи, така да беше интересна приказна за нас. За мене беше нешто ново што не го знаев претходно. Знам дека има на други места во Пакистан и Авганистан, меѓутоа не знаев за овој предел. Така да тие се многу мал број на луѓе и никој пат не се измешале со таџикистанците, значи се чисти. Корените си ги чуваат. Да, точно. Многу интересно. Ману. What? Or Patemane. Tell us a little bit more about your experience, because so far that I know, this is your first time 41 country on a bike, right? First time on a bike, Yeah. Yeah, when we decided, it was not exactly the first time. The first time was in India, like 6 years ago. One of the travel we were doing together, so we decided to take one bike, and for 2 months we were riding the bike, and then when we decided to do this, what we are doing now. But yeah, it was only 2 months, and when we took this bike, where we are traveling now, practically the first time. You know, when I took the bike from the show, it was a big impression for us. We didn't know how to manage this, but the next day we started travel. Yeah, because also was a bigger bike and more heavy and different ride. And No, yes, it's brave. I don't feel it like that because for us it's very, you know, we don't think too much in. You're driving with no GPS, so you get on the bike. Yeah, we just you want have to your travel, destination. and we like traveling, and once we experience mixing travel and motorcycle, and we decide to do, so we just take the bike and we go. We were thinking that the only thing we need is the bike, the rest the motivation. we will find along the way, and slowly and step by step we are here now after 41 countries, you know. We are learning many things, and now, okay. Next destination is, and the final? From here, probably from Toronto, we're gonna fly to Cape Town, South Africa. So this is the last continent we are missing to complete the world tour, and Africa will make it from south to north in the way back home to Europe. And yeah, I don't know how long time will take, but this is the last step. And project around Gaia, then it's completed. And Yes, it's finished this world tour, but we'll continue with Around Gaia with other kind of project. But yes. Very good. I don't think that everything finished when Absolutely. we finish with Africa. There is always something that it's coming to an end, and there is always something that it's Yes, starting from the beginning, right? The beginning of something else, yeah. Very good. Ивана, родена си во Скопје. Точно. Меѓутоа, твоето потекло, при нашиот разговор, дознавме дека од страна на твојот татко си потекло од нашата ние, јас се кажувам, Беломорска Македонија, од егејскиот дел на Македонија. Точно. Ајде малку само да поразговараме на таа тема, затоа што тука, барем во Канада, посебно во Торонто и околината на Торонто живеат многу наши македонци кои што доаѓаат од тој крај.
Точно, значи да, како што кажа, од страната на татко ми, односно татко ми е роден во Скопје, меѓутоа моите баба и дедо, негови родители, фамилија, да, и нивната фамилија потекнуваат од околината на Серес, значи е мало село во околината на Серес. Јас имам отидено во тоа село неколку пати. Дали го зборуваат македонскиот јазик? Да, кога, значи, се уште таму татко ми има фамилија, негови братучеди, кои што се повозрасни сега и тие се уште зборуваат чисто македонски јазик, меѓутоа помладите генерации за жал не. И сите жители кои што се повозрасни во тоа село сите зборуваат македонски јазик. Така да, јас го имам посетено селото и е преубаво и да, убаво чувство да се биде таму и да се знае приказната историјата. Така. И накратко уште само, пошто верувам дека нашите гледачи би биле заинтересирани, како се финансирате за да го завршите овој проект? Па да, како што кажа претходно, пишуваме за одреден број на списанија меѓународни и извршуваме презентации. Една како што одржавме тука во Мисисага во црквата Свети Илија и имаме уште една организирано за во црквата Свети Климент. Така, тоа е на 12 јули, вторник, со почеток во 7 часот во просториите на нашата Македонска православна црква Свети Климент Охридски во Торонто. Сите оние кои што сте заинтересирани да дојдете и да ја погледнете промоцијата на Ивана и Ману и нивниот проект Around Gaia, ќе ве замолам, дојдете, ќе се дружиме, ќе видите нешто навистина ново и интересно и воедно. Ќе ја запознаете и нашата прва македонка, која што го пропатува и го помина светот на мотор. Точно, значи на овој вид на презентации раскажуваме нашата приказна, нашите искуства и имаме одреден број на фотографии кои што луѓето може да си земат по една фотографија со одредена донација. Точно така, уште една голема благодарност до Јовица Проевски, кој што излезе во пресрет и на еден начин да ни изработи голем број на фотографии, да. Фотографиите. Огромна благодарност, точно. Јас ви посакувам навистина еден голем успех. Би сакала овој проект да го завршите како што вие посакувате и нормално да започнете со некој нов проект каде што повторно ќе ја представуваш Македонија и ќе бидеш наш амбасадор. Ману, I thank you very much for coming here in our studio, for being a part of Ivana's life. Oh, yeah, she owned me. And hopefully we're going to see you very soon again here, or maybe we're going to meet you in Macedonia. Maybe. Благодарност, Маја, на тебе огромна за целото ангажирање, да ни помогнеш на секој начин и благодарност до целата македонска заедница тука во Торонто и до сите кои што ни помагаат. Се гледаме, се надевам наредниот вторник со вас, почитувани гледачи, на промоцијата на Ивана и Ману во нашата Македонска православна црква на 12 јули. До тогаш, останете ни со добро здравје. Пријатно.